прихватив ова со лицето, да се разлија најмногу, за да види јавноста дека постат хубави и несевишни луѓе. Во случајот на Ристо, повеќе беше индивидуално согледување на работите и јас не можам да му помогнам на Ристо во врска со неговата спортска пензија. Можам да се потрудам, меѓутоа сакав да направиме нешто за да му го лесниме животот. Ми воодушеви големото срце на Ристо, желбата за живот, неговиот посветен татко, и кои што упорно се борат и не застануваат да истерат правдата на Виделина. И како што многу пати повтори Ристо, не сака милост и сака правда. Во домот на Ристо пристапивме кон комплетно реновирање на тоалетот, кој што не беше прилагоден за користење на Ристо. Значи имаше скали, имаше застарена санитарија, не беше тоа прилагодено, така да ние извршивме едно комплетно реновирање. Затоа сметам дека секоја компанија треба дел од профитот да го врати пак во општеството. И затоа замислете само 2% од профитот кога секоја компанија би враќала. Општеството ни возможува да заработиме, меѓутоа ние како индивидуа и како компании мораме да сме свесни дека државата не може се да покрие и секаде, и затоа ние треба да се вклучиме и како индивидуи и како општествено одговорни компании. Јас во мојот живот сум имал тешки моменти, а тие моменти ме прават да бидам така со посвест карактер, да не барем милост, и тука секој нешто. Види вака како одговорен медиум што секогаш прави приказни што прават промени. Одлучивме токму за еден од хероите во македонското општество, шахистот Ристо Дунев, да поткренеме иницијатива за одликување или признание што го доделува председателот на Македонија. Се одлучивме за овој чекор затоа што сметаме дека после 13 годишната борба во судските лавиринти и неправдата што доживува Ристо Дунев за да добие спортска пензија, а државата која ја представувал пред светот во најдобро светло преку дописниот шах го заборава својот херој. Затоа ние како медиум имаме одговорност да ја потсетиме државата за да му додели признание на Ристо. Добростите да си продолжат по својот пат, а недобростите да оштедат на нивниот пат.